Лоциран нов балкански рис. Силјановска давкова со представници на љуботен. Трамп го казни Харвард со замрзнати милијарди. Европа под вода во 2024. Создадена антивирусна гума за џвакање. Тројца браќа ќе го превеслаат Тихиот океан. Македонското еколошко друштво соопшти дека лоцирале уште еден балкански рис, млада женка тешка 15,5 килограми, која ја нарекува Зора. Таа е 15-тиот рис на кој му е поставен околувратник, преку кој се следи нејзиното движење. Од организацијата велат дека овие податоци се од голема важност за заштита и закрепнување на овој редок и загрозен подвид. Информацијата беше споделена преку нивната официјална страница на Facebook. Председателката Гордана Силјановска-Давкова оствари средба со представници на планинарскиот клуб Љуботен по повод 100-годишнината од постоењето на најстариот македонски планинарски клуб. Таа им честиташе за јубилеот и ја истакна важноста на нивните активности во планинарството, гледајќи ги како дел од посебна филозофија на живот поврзана со природата и еколошката свест. Силјановска-Давкова ја нагласи убавината на Шар планина и изрази интерес за проектите на клубот, како што се музеот на планинарење и скијање, инфоцентарот за Шар планина и обновата на планинарскиот дом Љуботен. Представниците ја информираа за активностите што следуваат и ја поканија на свечената академија по повод јубилеот. Представниците на клубот ја запознаа председателката и со долгата историја на Љуботен, кој со своето формирање пред еден век представува темел на планинарството во Македонија. Истакнаа дека низ децениите клубот израснал во значајна институција што има воспоставено многу традиции, а истовремено и мотивирал генерации млади да ја засакаат природата. Силјановска-Давкова порача дека ќе даде поддршка за иницијативите кои имаат за цел зачувување на планинската култура и природните ресурси. Таа ја поздрави посветеноста на клубот кон едукативните програми и активности што го промовираат здравиот начин на живот и одговорниот однос кон животната средина. Администрацијата на Доналд Трамп замрзна 2,2 милијарди долари федерални грантови и дополнителни 60 милиони долари од договор со Универзитетот Харвард. Причината е одбивањето на универзитетот да ги прифати политичките барања од Белата куќа, меѓу кои се елиминирање на програмите за различност и вклучување, забрана на маски на студентски протести и ограничување на влијанието на факултетите обвинети за активизам. Универзитетот преку својот декан изјави дека нема да се откаже од уставно загарантираните права. Истовремено, универзитетски професори и здруженија поднесоа тужба против администрацијата, тврдејќи дека се крши првиот амандман. Федералните агенции разгледуваат дополнителни договори и грантови во вредност од над 8 милијарди долари. Официјални лица од Белата куќа тврдат дека акцијата против Харвард е дел од поширока иницијатива за заштита на еврејските студенти и спречување на радикален активизам на кампусите. Според нив, некои универзитети покажале недоволен ангажман во справување со говор на омраза и антисемитски инциденти по почетокот на конфликтот меѓу Израел и Хамас. Во академските кругови, одлуката на администрацијата најде на остра критика. Многумина ја оценија како преседан кој може да го загрози академскиот интегритет и независноста на високото образование во САД. Според нив, условување на финансирањето со политички критериуми отвора врата за мешање во образовната содржина и автономијата на универзитетите. Во 2024 година, Европа се соочи со најраспространетите поплави во последната деценија, при што 30% од речната мрежа беше погодена од значителни поплави. Овие екстремни временски услови, поттикнати од климатските промени, резултираа со најмалку 335 жртви и повеќе од 410.000 засегнати лица. Западна Европа беше најтешко погодена, со поплави кои предизвикаа штета од над 18 милијарди евра. Најсмртоносната катастрофа се случи во Валенсија, каде што 232 лица загинаа. Истовремено, 2024 година беше најтоплата досега, со југоисточна Европа која доживеа рекорден топлотен бран од 13 дена, а скандинавските глечери се повлекоа со најбрзите стапки досега. Источна Европа се соочи со суша, додека обновливите извори на енергија достигнаа рекордни 45% од енергијата во Европа. Научниците предупредуваат дека климатските промени ги зголемуваат шансите за вакви екстремни временски настани и повикуваат на итни мерки за намалување на емисиите и подобрување на адаптацијата на климатските промени. Вистина е дека научниците од Универзитетот во Пенсилванија развија иновативна антивирусна гума за џвакање која може да го намали преносот на вирусите на грип и херпес.
Истражувачите од Penn Dental Medicine ја создадоа оваа гума користејќи природен антивирусен протеин добиен од австралиското растение Lablab purpureus, со што постигнале намалување на количеството на вирусите инфлуенца, а и херпес симплекс во устната шуплина. Вистина е дека заразните болести и понатаму представуваат глобална закана, како што сведочат пандемии и епидемии како COVID-19, X1N1, SARS, Ебола и птичиот грип. Но и поредовните заболувања, како сезонскиот грип и херпесот, предизвикуваат значајни здравствени и економски последици на светско ниво. Херпес симплекс, кој се пренесува главно преку орален контакт, денес инфицира над 2/3 од светската популација и е водечка причина за заразно слепило во западните земји. Вистина е дека ниските стапки на вакцинација за грип и отсуството на вакцина против херпес го истакнуваат значењето на нови пристапи. Истражувачите ја насочиле својата работа кон намалување на вирусното оптоварување токму таму каде што најчесто се пренесуваат овие вируси, преку устата. Токму затоа, тимот од Универзитетот во Пенсилванија заедно со колеги од Финска, објавија студија во списанието Молекуларна терапија која потврдува дека овој пристап може да даде резултати. Вистина е дека доктор Хенри Даниел, кој веќе работел на сличен концепт за време на COVID пандемијата, го усовршил производството на гума за џвакање која неутрализира вируси во устната шуплина. Растението Lablab purpureus содржи протеин фрил, кој покажал ефикасност против два типа на вирусот херпес, како и два видови на инфлуенца. Вистина е дека само 40 мг од антивирусниот протеин во гума за џвакање тешка 2 грама биле доволни за да се намали вирусното оптоварување за повеќе од 95%, покажуваат резултатите од истражувањето. Тројца браќа започнуваат 4-месечна авантура со цел да го превеслаат Тихиот океан, тргнувајќи од Лима, Перу. Нивната мисија е да соберат 1 милион фунти за поддршка на сопствената добротворна организација, Фондацијата Меклин за чиста вода за пиење. Браќата ќе веслаат во двочасовни смени, 24 часа на ден, соочувајќи се со екстремни временски услови, лишување од сон и целосна изолација на најголемиот океан во светот. Предходно, тие го освоија Атлантикот, поставувајќи 3 светски рекорди. Први тројца браќа кои заедно веслаа преку кој било океан, најмладата тројка и најбрзата тројка што веслала од Канарските острови до Антигва. Со оваа нова авантура, тие се надеваат дека ќе постават рекордно време за веслање преку Тихиот океан, продолжувајќи ја својата посветеност на добротворната мисија и авантуристичкиот дух. Нивниот потфат веќе привлекува големо внимание во светските медиуми и се смета за едно од најголемите предизвици што луѓе се осмелиле да го преземат без технолошка поддршка и без моторна помош. Лоциран нов балкански рис. Силјановска давкова со представници на љуботен. Трамп го казни Харвард со замрзнати милиарди. Европа под вода во 2024. Создадена антивирусна гума за џвакање. Тројца браќа ќе го превеслаат Тихиот океан.